Почитувани гледачи, ова утро со мене е Симонија Кацарска, директорка на ЕПИ, или Институтот за европски политики. Предпоставувам, очекувате дека ќе разговараме за европските избори, изборите за Европскиот парламент. Колку се важни генерално за политиките на Европа и сега она генерална оценка е дека освен стандардните центар-десни се застилиле десничарските партии. Дали тоа прв пат или тоа стандардно нешто, радикално промена во структурата на Европскиот парламент? Првото прашање ми беше колку се значајни. Значајни се изборите за Европскиот парламент како единствените избори за транснационалното тело кој што ги представува граѓаните на државите членки на ЕУ. Тие се прв пат одржани 79 година и всушност во целокупниот институционален систем на Европската унија Европскиот парламент е институцијата која што треба да го даде демократскиот легитимитет, меѓу другото. Има многу дебати во Европската унија во однос на тоа колку или не е таа поврзана со демократскиот избор на граѓаните кои што живеат во државите членки и во тој контекст парламентот со годините се развива. Тоа не носи кон второто прашање кое што го поставивте во однос на тоа дали е прв пат да оди надесно. Меѓутоа, оно што е важно да напоменеме е дека од неговото воспоставување, од првите избори кои што ги се одржани за Европскиот парламент, неговата улога со годините се зголемува, се зајакнува. Всушност, на почетокот имал многу повеќе само консултативна улога во целокупниот институционален систем, за да се развие тоа понатаму со сите договори на ЕУ и со Лисабонскиот договор од 2007 и така натаму, парламентот е всушност во голема мера одлучува заедно со Советот во заедничка постапка. Значи државите членки кои што седат во Советот и Европскиот парламент одлучуваат за многу од клучните закони, односно законодавството на ЕУ. Како на пример нашиот последен план за раст, само колку за илустрација кој што го предложи Европската комисија, го усвоија паралелно преку процес на триалог се вели и Европскиот совет и Европскиот парламент. Значи, амин мора да се добие на поголем дел од законодавствата во ЕУ. Овие избори 2024 несомнено се помести парламентот надесно. Меѓутоа, центристичките партии се уште имаат значително мнозинство. Веројатно ова поместување надесно се должи исто така на резултатот кој што беше 2019 година, кога пак зелените партии имаа многу добар резултат за прв пат всушност во Европскиот парламент, што беше исклучок. Затоа, значи, ако погледнеме споредливо со 2019 година, ќе видиме дека имаме пад во представниците на центристичките партии на десно, на лево и особено кај зелените. Што тоа ќе значи за коалицијата која што ќе се формира на европско ниво, која што сега треба да ја изгласа претседателката на Европската комисија? За кој што повторно фон дер Лајен се кандидира, нели? Да, веројатно затоа и реков претседателка во овој случај, иако е за прв пат. Да, најверојатниот кандидат, иако секако не можеме да пресечеме дека во моментот тоа е дека е неизбежниот кандидат, е тековната претседателка Урсула фон дер Лајен. Меѓутоа, тоа гласање ќе зависи и од ефектите, односно од како ќе ги сумираат резултатите во самите држави членки. Пред се, мислам, тука на Франција, каде што претседателот Макрон распиша нови парламентарни избори за крајот на месецот. Имавме слични ситуации во Белгија и така натаму, значи имаме промени на национално ниво кои што веројатно ќе треба да се изгладат пред да дојде до дефинитивното гласање. Колку се важни парламентарните избори, европските избори за самите земји членки кои што партиципираат таму, за домашната политичка сцена и повратно. Значи не само изборот во парламентот, но колку тоа значи моќ или немоќ намалување на моќта на одредена држава во улогата во Европскиот совет и во Европскиот парламент генерално. Во политиките на евро во Брисел. Тешко е да се генерализира за систем на гласање за избори во кои што учествуваат 27 држави членки, кои што имаат своји процедури и различна излезност, значи во контекст на изборните правила. Например, онаму каде што е задолжително гласањето, несомнено гледаме висока излезност како што е например Белгија. Во останати например во Хрватска беше доста ниско овој пат.
Излезноста е различна, поради што е веројатно и тешко да ги сумираме да ги генерализираме ефектите и поврзаноста со домашната политика. Меѓутоа, како правило, уште од нивното воведување во науката која што ја изучува Европската унија, најчесто се вели дека европските избори се второкласни национални избори. Тоа беше, да речеме, она што беше традиционалниот пристап на повеќето, значи, политиколози и познавачи на ЕУ, најчесто во учебниците за Европската унија, тоа е описот. Тие честопати се протест глас кон владеачката партија која што е во моментот во државите членки и веројатно по оваа интерпретација беше и постапката на претседателот Макрон, бидејќи вида дека тоа е доста голем протестен глас против него. Како резултат на тоа, честопати се екстремните гласови на политичката сцена кои не ги наоѓале своите места во дел од овие етаблирани демократи, ги наоѓале своите места во Европскиот парламент. Некако доминантна бројка, меѓутоа многу од нив кои што имале тешкотија да обезбедат свое место на националната сцена, како што е на пример Најджел Фараж во Британија, многу полесно му беше да биде избран за Европскиот парламент отколку во националната британска политика. Знаеме дека има доволно екстремни гласови и од Бугарија, за кои што честопати ние тука дискутираме. И сега, значи, таа бројка се зголемува, меѓутоа десницата која што сега се наоѓа во парламентот, ќе биде тешко да се конципира како една сила, бидејќи честопати имаат различни барања и затоа е тешко да се види дека ќе се креира еден таков ентитет. Не би сакал многу назад да се враќам, но од корените, од почетоците, од основачите на Европската унија наваму, овие десни и леви сили како се движиле во однос на проширувањето кое што своевремено беше, како да кажеме, алфа и омега, легенда за една од главните цели на унијата беше проширувањето. Дали со промената на политичките сили меѓу центар левите и центар десните опаѓа таа тенденција на проширување или зависи од ситуација во ситуација како се случувале состојбите на геостратешки план во Европа? Мислам дека веројатно сакам да кажам дали ние можеме да се надеваме нешто околу тоа, Западен Балкан, Украина и така натаму. Веројатно последната причина која што дадовте во прашањето, односно поголемиот геополитички контекст, бил секогаш решавачки. Позицијата на Европскиот парламент традиционално била секогаш да го поддржува проширувањето. Всушност, ако погледнеме и од нашиот сам случај, значи на Северна Македонија, и во оние години кога не можевме да ги отвориме преговорите од 9 до 16, Европскиот парламент континуирано тоа го препорачуваше. Значи се смета дека е пријател на проширувањето. Меѓутоа, ако се вратиме на основното ваше прашање, темата на проширување и веројатноста да тоа се помести зависи од многу други фактори, пред се националните позиции на владите кои што се во државите членки. Јас не би се служила дека секогаш зависи од расположението во државите членки, бидејќи мислам дека е тоа тесно поврзано со позицијата на самите влади. Мислам дека начинот на кој што политичките елити во ЕУ ќе го представат проширувањето може многу да помогне или пак да одмогне. Јас вчера се вратив на пример од Австрија. Австрија е земја традиционално која што го поддржува проширувањето. Меѓутоа, веројатно би се изненадиле ако дознаеме дека поддршката за проширување во Австрија на анкетите е традиционално на истото ниво ниско како во Франција. А знаеме во Франција како политичките елити се поставуваат кон проширувањето. Така да неколку нивоа се тука, начинот на кој што политичките елити и политичкото водство во државите членки се поставуваат. Знаеме дека од 1997 до 2004 постоеше тој консензус дека проширувањето кон истокот со 8 земји од истокот плюс Малта и Кипар е стратешко прашање за ЕУ и тоа се случи. Сега веројатно клучното одлучувачко прашање е несомнено Украина. Не мислам дека Европскиот парламент и овие избори ќе бидат клучните ќе направат клучна промена за проширувањето, меѓутоа ќе внесат промена на насоката во прашања кои што се многу и дополнително политизирани за самите граѓани на ЕУ, како што е миграцијата, безбедносната политика, зелената политика поради ударот кој што го доживеа зелените, а и веројатно кон самиот начин на кој Европа се гледа себе си, меѓутоа допрва останува да го видиме од самата агенда на новата комисија. Дали некои одлуки што претходната влада ги донела, ја споменавте одлуката за доделување помош за Западен Балкан, останува
Или може да тоа иде преиначе, да не ги очекуваме тие? Немаме Бидејќи Европската тоа унија беше во насока на поттик на европското. Не, Европската унија проширување. нема такво досие на пупуневажи. Апсолутно, самите средства и самиот инструмент е замислен за да им помогне на овие на нашите држави. И дали неки ги добиеме зависи од нашиот перформанс дома во најголема мера, бидејќи тие се тесно врзани со реформските процеси. Останува да видиме кој ќе биде секако комесарот за или комесарката за проширување, бидејќи веројатно таму ќе бидат најголемите прашања да се решат во контекст на тоа како ќе се постави проширувањето од страна на ЕУ, а има доста отворени прашања. Зголемувањето на портфолиото на 9 држави од 6 ќе донесе многу голем товар на тој директорат во Европската комисија и тука останува да видиме колку и во новата комисија ќе се даде важност, ќе биде веројатно гледано низ призмата на која држава и низ кој политички профил ќе го има тој кандидат. Ние често им забележуваме на комесарите за проширување некако или на дел од политичките гарнитури не им се допаѓа дека не навиваат повеќе за нас, него навиваат за државите членки со кои што ние имаме спор, но тие не водат самостојна автохтона политика, веројатно па за разлика од фон дер Лајен отворено доаѓаше тука и не потекнуваше за членство во ЕУ. Сакам да кажам, колку истата гарнитура е добра за расположение кон земјите Западен Балкан, особено кон Македонија, или нашата гарнитура чека промена која што ќе биде подготвена за некакви помек став на нашите барања, или тоа не е така баш лесно замисливо. Видете, Рековте дека нема пупуневажи. кога го велите гарнитура, мислиме на Европската комисија, така? Да, значи на државите членки. Несомнено е дека новата комисија ќе мора да се бави, од новиот устав на комисијата ќе мора да се бави со проширувањето, се прави притисок на ниво на ЕУ да се вклучат средства потенцијално за одредено проширување, бидејќи ако се случи истото до во следната финансиска рамка на ЕУ, веќе би требало да се дискутира. И таму се планираат работите однапред. Нивниот примерен фокус секако во голема мера ќе биде Украина. Навраќајќи се на почетокот на вашето прашање, мислам дека искуството и од европските интеграции покажало дека не треба комесарот да навива, колку што самиот директорат треба да даде поддршка на државите кои што се во пристапувањето, преку техничка помош која што ќе биде многу потребна и кај нас и во трите нови кандидатки. Комесарот секако треба да ни биде сојузник. Ние всушност имаме искуство сега од минатиот состав, но најголема мера се ценеше дека комесарот Вархеи навива за Србија. Мислам дека не беше призмата низ која што се гледаше низ нас, мислам тоа не туку беше друга. Не би рекла дека нешто многу особено тоа помогна на Србија во контекстното проширување поради мноштво на други фактори. Нити па не одмогна. Многу поважно, веројатно за нас е комисијата да низ тој директорат да не гледа низ призмата на држави кои што потенцијално во наредните 7 до 10 години би имале капацитет да се носат со обврските од членството и да ни помогнат тоа да го оствариме. Ќе прашам се вака. Генерално меѓу јавноста, мислам дека дури и политичките субјекти во Македонија има два става, дека Брисел е една независна политичка гарнитура, структура, институција, а земите членки во Брисел се нешто друго. Но таму партиципираат и Бугарија и Грција, без разлика што Брисел работи на своја рака во однос на проширувањето. Одлуките ги носат земите членки на крајот на краиштата. Апсолутно не работи Ние на своја можеме рака. да соработуваме со Брисел до недоглед добро, ако земите членки, ако ние ги расипиме односите со оние кои одлучуваат, со Грција и Бугарија, веројатно шансите за продолжување на европскиот пат ни се намалени. Или не е така? Видете, јас мислам дека како држава кандидат кој што долго време чека, ниту една од нас нема луксузот да не ги одржува односите со државите членки или пак со оние држави членки кои што уште повеќе со оние држави членки кои што ни се соседи. Мислам, апсолутно нема никому да помогне во контекст на европската интеграција. На некој начин и тие и се обврзали да ни помогнат во европскиот пат, колку тоа ние ќе ги поместиме тие односи зависи од нас самите.
Видете, секако дека Бугарија е држава која што неодамна пристапи во ЕУ. Значи, ние често пати ги гледаме како за трансфер на експертизата, примарната точка ни е најчесто Хрватска или Словенија. Меѓутоа, Бугарија го поминала истиот процес, така да се навратам кон ова ваше прашање. За жал, поради мноштво на фактори, ние тоа не го гледаме низ таа призма. А тие две држави ни се и најголемите партнери за потенцијално искористување на средствата од ЕУ за прекогранична соработка, кои што многу повеќе се на располагање кај нив отколку што се кај нас. Добро, на актуелната состојба е дека новата политичка гарнитура во Македонија, иако не беше примено да говориме само за тоа, но е нераздвојно од европското членство на Македонија, дека се очекува меки односи и во соседството и дека ние ќе ги поттикнеме или ќе ги научиме на подемократски однос кон нас и дека тоа можеме да се доведе до ситуација да репреговараме нешто за што не бевме задоволни околу така наречениот француски предлог и дека со Бугарија и со Грција можеме да ги смениме односите, па и со Брисел околу францускиот предлог, околу преговарачката рамка. Колку е тоа известно со новата гарнитура во Брисел, да речеме. Видете, мене ми е многу неверојатно сценарието на репреговарање на прашањето на нашата преговарачка рамка. Значи, заклучоци на Совет се носат, меѓутоа не може, тешко е да видиме било кој сценарио во кој нешто драстично би се променило. Ние, за жал, односите со Бугарија генерално не ги одржувавме и претходно, така да таму секако има потреба за промена. Значи, веројатно мора да ги обмислиме тие односи на начин на кој што ќе биде добар за двете држави и активно да работиме на истите. Меѓутоа, не враќајќи се на вашето прашање, мислам тоа ми е многу неверојатно сценарио на репреговарање на условите. Односите со Грција? Видете, односите се отворија повторно, некои мислиме дека се затворени. Мислам дека што побрзо се спои реториката на новата власт заедно со реалноста во која што ние ги имаме пасошите и личните карти и сите лични документи за кои што секој граѓанин на оваа држава се потруди всушност да ги обезбеди и имаше личен трошок. Веројатно што повеќе подобро ги споиме тие две прашања е подобро и за нас. Грција е исклучително значајна на ниво на ЕУ. Знаеме дека многу веројатно е дека и Мицотакис има значајна улога во Европската народна партија. Така да не би ги рангирала тука, меѓутоа и двете прашања мора да одат паралелно заедно со европскиот процес. Тешко, знаеме од искуство дека кога таму не ни оди работата под наводници, дека и на другите прашања не испорачуваме. Уште едно прашање. Европа си има своји проблеми. Не може да мисли постојано на Западен Балкан, на Македонија и на проблемите што ние ги создаваме или тие не ги создаваат кон нас. Можеме да ги обвинуваме до утро сабајле, но тие очекуваат од нас да испорачаме за да го продолжиме тој процес. Може да се заситат од па не само од Македонија, од овој регион, од тоа што не ги решаваме задачите, што тие не ги наметнале, може би ги наметнале, но тие станале услов за продолжување. Ни се допаѓа или не се допаѓа да речат да кренат раце, па се што да ви правиме ако ние. Видете, јас мислам дека тоа заситување и се чувствува. Значи, кога и кај политиката и кај граѓаните во тие држави. Се чувствува кај носителите на одлуки. И мислам дека тоа заситување е најевидентно во односот и ентузијазмот кој што се покажува према новите кандидати. Значи, мислам дека према Украина, према Молдова, значи таму пристапот е многу поразличен, секако поради мноштво на фактори. Меѓутоа, фрустрацијата делумно ја признавам на тоа дали се тоа прашање кој што не би рекла дека се наметнале или се резултат на некој компромис, меѓутоа мислам дека уште поголема е фрустрацијата со тоа што ние не испорачуваме на оние прашања кои што се примерно за нас важни. Значи, реформските процеси се за нас важни, не се за ЕУ и мислам дека тука си го сечаме столот на кој седиме, односно си ја оневозможуваме својата иднина и ги губиме било кои аргументи кои што можеби би ги имале во контекст на тие прашања кои што сметаме дека можеби можеле да се решат поинаку. Се додека не се бавиме со прашањето на владење на правото, прашање на економски развој, а се бавиме само со овие надворешни прашања, не делува ни добро за нас. Така да мислам дека ЕУ е заситен како што се заситени и нашите граѓани и нашите политичари честопати од
овој исклучително одолжен пат, разбирлива е заситеноста на страната на ЕУ, поради тоа што покрај овие прашања ние не испорачавме и на многу други во многу долг период. Знам дека сте имате обврски, само уште едно прашање да завршам. Спротивно на тенденциите за проширување, се провлекува идејата на Макрон за границите на ЕУ, до каде тоа може да оди тоа проширување и како вајс верса идејата за старото јадро на Европа, за чувување некои други кругови концентрични кои што би ни овозможиле такви какви што сме да влеземе во некаква Европска унија, но да не биде тоа на начин кој што тие се поврзани меѓу себе. Бидејќи очигледно не можеме да им парираме во некои работи што тие ги поставиле како услови за функционирање демократски капацитет, владење на право, корупција и така натаму. Видете, колку треба они самите да се справат со себе, со таквите нови идеи. Француската позиција била секогаш позиција која што се обидува, барем во нивното поимање, да ја заштити Европа. Ние често пати тоа го забораваме од онаа позиција во која што седиме и убаво кажавте, апсолутно не се бават само со нас, ние сме многу мали, забораваме колку сме мали веројатно некогаш. Меѓутоа, од друга страна, и сме и толку мали да мислам дека и ним ќе имаме поедноставно трошокот на тоа што не сме надвор од ЕУ и нашите е многу поголем од она кога веројатно кога би биле внатре. Меѓутоа, позициите во моментот, значи во изминатите години францускиот претседател на неколку моменти ја искажа таа желба за потенцијално креирање, значи на овозможување на некоја секторска интеграција на регионот постепена во одредени области, што не личи веќе повеќе не се концентрични кругови, повеќе се кругови врзани околу одредени политики. Европската комисија ја превзема со новата методологија делумно кога возможни одредени форми на секторска интеграција и сега дава поддршка и преку пристапот до единствениот пазар кој што се возможува преку овој нов план. Меѓутоа се овие идеи и овие модалитети се уште реално во зачаток. Значи тука ќе видиме главната цел на проширувањето кој што останува кај нас како цел. Во најголема мера на дискурзивно ниво се споделува во ЕУ, веројатно денеска малку повеќе од она што беше случај во 2019-та и говорот на претседателот Макрон. Меѓутоа, несомнено е дека многу од тие дискусии се одвиваат и се поврзани и со реформите внатрешни во контекст на Европската унија. Овие дилеми не треба да ги гледаме само како дилеми кои што се во однос на нас, овие дилеми кои што постојат во ЕУ се и во однос на тоа како унијата внатре ќе обезбеди функционирање на владењето на правото, бидејќи многу од прашалниците кои што ги има ЕУ во однос на Западниот Балкан се поврзани со демократското уназадување кое што го искусивме во дел од државите членки. Овие неколку работи се работи со кои што Европската унија веројатно оваа нова комисија ќе мора да се бави. Напредокот во однос на санкционирање на владење на правото, што мислам дека е клучниот всушност, оди многу бавно. Тие механизми се воспоставија, значи, со претходната комисија, особено оди бавно, меѓутоа сепак имавме сега некој повик на Белгија дека поради проблеми со владењето на правото, можеби на Унгарија треба да се размисли на кој начин ќе го преземе претседателството, значи се погласни стануваат. Многу ќе видиме дали во новата гарнитура тоа ќе биде случај. Меѓутоа несомнено е дека Европа и Европската унија се проект кој што се преиспитува и веројатно во наредните 7 години или наредниот мандат на оваа комисија ќе биде уште повеќе предмет на преиспитување. Значи ние треба да си олесниме за да им олесниме и ним, да не им создаваме дополнителни главоболки што би ни наметнале други прашања. Благодарам се Унида Кацарска, директорка на ЕПИ. Благодарам на вас. Продолжуваме понатаму, почитувани гледачи.